Добар ден, почитувани. Го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Дали нежноста е секогаш најдобриот начин за воспитување? И што се случува кога љубовта на родителот се претвора во прекумерна заштита? Нежното родителство и хеликоптер родителството се две страни на родителската љубов. Кои се придобивките, но и проблемите што може да ги поттикнат овие родителски стилови? Како да бидеме поддршка без да одземеме самостојноста на своето дете? За родителството со љубов, но и граници, разговараме со доктор Камелија Симеонова, детски психијатар. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а добре дојдени се и вашите прашања. Останете на Телма. Нежно и хеликоптер родителство, тоа се две страни на родителската љубов. Едната е презаштитничка, другата е пренежна. За сето ова детално ќе разговараме со денешната гостинка, доктор Камелија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија, односно детски психијатар и семејни системски советник во Аџибадем Систина. Докторке, добре ни дојдовте повторно во магазинот за родителство 0+ месеци. Благодарам за поканата и поздрав за сите гледачи на Телма телевизија. Се почесто слушаме за нежно, джентл, нежно родителство. Што точно представува тоа? Каков е тој воспитен стил? Така, модерните родители прилично се трудат да го коригираат однесувањето на претходните генерации и се случува овој модел кој што го кажувате вие, кој што се почесто и кој што за жал последиците се големи. Родителите сакајќи да го избегнат моделот на строго родителство, на строги и јасни граници, постануваат многу нежни со своите деца, не можејќи децата да научат што значи да се контролираат сопствените емоции. Помалку не оним го превзимаат улогата на децата и стануваат многу нежни во процесот на воспитување. А која е разликата помеѓу нежен и попустлив родител? Дали е тоа исто или различно? Па, у принцип, за тој можеби така почнам да зборувам, бидејќи родителите не ја прават таа разлика. И кај нас се светува дека нежното родителство, gentle parenting, е сосема различно од она што сушност треба да биде. И најчесто се преклопуваат нежното со попусливото. Би требало да има голема разлика, заради тоа што попусливоста значи дека нема дисциплина, нема граници, нема правила во семејството, а нежноста значи дека јас сум тука за тебе, меѓутоа ти ги поставувам границите какви што треба да бидат. Ајде преку еден пример. Ова да ни го појасните. Например, детето е нервозно и во бес ја фрла играчката. Како би постапил родителот кој што преминува нежно родителство, а како попустливиот? Многу интересен пример и тоа често пати ми се случува бидејќи нели сум со две мали деца. Во такви моменти, да речам, оној gentle parenting, односно нежно родителство, би требало да изгледа вака. Гледам дека денеска ти си игра, можеби ти си игра топка, можеби сакаш да фрламе нешто, сакаш да излеземе надвор да фрлиме, бидејќи овие предмети навистина не е убаво да се кршат. Овие предмети се за чување. И го вадиме детето надвор, му даваме алтернатива каде што нели оно има начин како да ја испразни таа енергија која што има во себе. Попусливиот родител реагира првиот пат, реагира вториот пат и на крајка добра ајде, земи играј се со нези да искршиш, ќе искршиш. И всушност тука нема правила. Во првиот модел има правила. Играчката е за играње, не е за фрлање. А во вториот модел, нели, ние ги слушаме солзите на детето, попуштаме и детето учи дека може да прави малку нешто што сака. Дете нека прави што сака. Така е. Еднаш кај дете ќе порасне. И еднаш кај дете ќе порасне, всушност оној најтоксичен стил кој што за жал, нели сакајќи да го заштитиме нашето дете, да не ги имаме солзите на нашето дете, попуштаме и оној момент кој што нели се плаќа, последиците најмногу се чувствуваат во адолесценцијата. Велат дека нежното родителство резултира всушност од цела генерација млади луѓе кои што немаат никаква почит кон повозрасните ниту кон авторитетот. Кон авторитетите воопшто. Има вистина во тоа? Да, има поврзаност и тоа е заради тоа што само имајќи граници, само имајќи правила, ние можеме да создадеме вредносен систем. Ако немаме јасни правила, ако немаме јасни граници, вредносен систем не постои. И всушност ние им ја крадеме на децата онаа лекција која што можеби нели ние сме имале прилика со малце построгото родителство да воспоставиме, а тоа е да ги контролираме емоциите, да ги контролираме нагоните. И оној момент кој што е сосем очекувачки, децата во првите години од животот развиваат, учат контрола на фрустрации, контрола на емоции. И ако ние постојано им попуштаме се, нив им просто како да им
знаете како да правиме? Како да лошо не постои. Ние ги учиме децата дека се е супер. И првата препрека во животот која ќе се јави, тоа е за нив многу туѓо, многу страшно. И тука се јавува еден момент на неконтролирани изливи на бес. Малтане ќе кажат, тој школско дете ова личи како на тантрум. Да, бидејќи скокната е развојната фаза каде што детето требало да ги научи емоциите. И последиците за тоа велам се гледаат во адолесценцијата, во тој пубертет, односно родителите просто велат како ова дете да не е искочило од нас, ние не сме такви. И тоа е најчестата реплика која што слушам од родителите и јас верувам дека они ништо намерно не сакале да погрешат во системот на воспитување, меѓутоа никогаш родителството не понесува, несвесно правиме грешки, попуштаме, меѓутоа со тоа не им даваме, како да кажам, плюс на децата, тоа е она контрауслуга што би рекле старите. Дали значи дека одговорноста се учи само доколку се почувствува последица или не е така? Не мора да детето да почувствува последица. Апсолутно не се согласувам дека треба да има последица. Ние ако јасно поставиме граници, дека еве конкретно за играчката. Играчката е за играње. Детето знае дека е за играње и не треба да има последици, ние го казнуваме. Знае дека играчката служи за играње, не за фрлање. А што се случува? Обично родителите нели попуштат. Добро дете, се додека не скрши некој предмет кој што навистина дали има сентиментална вредност, дали има она материјална вредност, не е ни важно, родителот реагира бурно, се зошто го скрши тоа. И како ќе го казнат? Тоа дете било научено дека може да прави што сака. И казната е она која што дополнително прави револт и отфрлање на просто детето како да се наоѓа во на првична фаза животна каде што отфрла, кога нешто не му се допаѓа максимално го отфрла на реактивно отфрлање. И просто ние го кочиме нашето дете. Самите ние. Па се како да се постават граница без казна, без прито да станеме заложници на детската волја. Така е. Прво, може би тоа најтешко. А како кај нежното родителство тоа би се случува и многу едноставно, само што родителите многу се чувствителни на солзите на нивните деца. Најпрво детето ќе проба, нели? Еве сега да земеме да не сме нонстоп со играчката, меѓутоа еве, пример, не знам. Женско дете ќе земе пример од мајката, некој карме, некоја шминка и мајката еднаш два пати ќе дозволи. После третиот пат ќе земе нешто што навистина не треба да го допре, дали нели тие бои се штетни и мајката реагира бурно. Сега, наместо да имаме ваков момент, што правиме? Објаснуваме на детето дека овие работи се за возрастни. Дека ова е навистина за возрастни и дека еден ден и оно ќе може да ја користи. Детето толку долгорочно не дека ќе разбере, меѓутоа детето сваќа дека ова не е за него. Му нуди родителот во тие моменти некоја играчка негова, ги носи дрвените боички. Еве ако сакаш да се шминкаш како јас што се шминкам, можеш да боиш во боинката. Дава алтернатива. И тоа дете нема потреба да биде казнувано, зашто она ќе земе со дрвените боички или со фломастерите ќе бои. Нема да се шкрта или нема да се шљапа со кармени по лицето. Тука е моментот, не мора да ние да казнуваме. А обично што се случува, ние ќе допуштиме многу и после паника на фаќа не знаеме што да правиме и тогаш всушност ние користиме казна. Сега ако направиш вака, веќе нема да дадам нешто. И обично тука оние попустиви родители еднаш два пати нема да му дадат, третиот пат ќе му дадат и дете во очи дека вреди да проба. И ќе почне да плаче. И се погласно ќе плаче, на крај на најгласното плачење родителот дава. И всушност ние го учиме детето дека треба доволно гласно да вика за да добие. Ние тоа го учиме детето. Ништо друго. Така, кога сме нежни, а кога се плашиме од конфронтација со сопственото дете, тоа ми беше следното прашање. Баш е тоа. Моментот е каде што ние, знаете како, солзите на децата навистина, особено децата липаат, тоа се стварно големи солзи, кои наш викаат старите крокодилски солзи, и тука родителот попушта. Тука се случува на момент каде што не може да родителот не може да гледа, не дека детето не може да издржи. Едноставно така како стално што велат во градинка, не треба да биде детето спремно за да појде во градинка, родителот треба да биде спремен за да појде детето во градинка. Заради тоа што детето низ нашите реакции учи што е дозволено, што не е. И верувајте, во првите години од животот од децата и како е таа интуитивна интелигенција развиена и како не чувствуваат. Дали е точно дека нежното родителство ги учи децата да ги идентификуваат изразат собствените емоции? Да. И она правилно gentle parenting, она правилно нежно родителство кое што е јасно, организирано, систематизирано, тоа родителство апсолутно ги учи децата да имаат емоции. Заради тоа што во тоа родителство детето учи дека и позитивните емоции постојат и негативните емоции постојат. И дека животот е испреплетен и од убави нешта и меѓутоа и од негативни нешта.
Она зашто велам дека е полошо грубото родителство или родителство каде што има насилство и каде што има нели со казни, со навреди, со сето тоа. Заради тоа што од најрана возраст нервниот систем на детето се развива. Што тоа значи? Центрите кои што се и како одговорни за емоциите, амигдалото, цело ревард систем кој што го имаме во мозокот, знаете ли што учат кога вие тепате дете или кога казнувате, кога удирате? Правени се анализи. Детето добива исти чувства како да е во војна, како кога војник е во војна. Зашто? Заради тоа што тој систем наместо да има еден убав синаптичен пат, се случуваат импулси кои што буквално го реактивно го будат детето и прават оние моменти каде што детето почнува ако учело да мокри, научило да мокри, прави регрес, повеќе не може да контролира тоалета, јавува низана соматоформни поплаки. Така што и како нежното родителство е најдоброто родителство ако се спроведува правилно. Па ќе кажам, за жал, се почесто ние гледаме дека нежното родителство се поистоветува со попусливоста, а тие работи се сосема различни. И не за џабе, нели на почетокот и го кажав тоа, чисто за родителите да бидат свесни, сосема се разликува попусливото од нежното родителство. Значи нежното родителство всушност се темели на разговор, така е. Поставување граници, така е. Почитување на истите, доследност. И почитување така. Доследност, бидејќи без доследноста ништо не постигнуваме. Сега, дали нежното родителство е реално возможно во современиот начин на живот кога родителите се враќаат од работа уморни, под стрес, имаат повеќе деца? Дали за секоја грешка можат со секое дете да разговараат надолго и широко? За тоа велам, ова е изванредно прашање, Марија, и ова нешто кое што е многу често поставувано нели од страна на родителите и јас ќе ги навратам родителите малце назад во времето на ран развој на детето и се знаеме дека првите 9 месеци мајката е со детето. Така што тука нема изговор, тука нема многу работа, тука нема ливи дека нели оди на работа или било што прави. Грешките се од најрана возраст. И кога имаме повеќе време, и кога имаме, да речеме, и помош од страна на некој друг, грешките се во првите години од животот. Сите мислат дека нели они сега треба да прават нешто кога детето адолесцент. Не, тогаш не се гради. Тогаш е земјотрес. Никој не гради во земјотрес, ме разбирате. Значи, апсолутно адолесценцијата не е период кога се прават граници и правила. Раниот развој, кога детето да речем директно зависи од нас, кога ние сме на некој начин одговорни за учење на емоции и контрола на емоции. И затоа јас често патим велам родителите, градинките се изванредни. Заради тоа што знаете како, ако вие сами го чувате вашето дете дома, она бара играчката. И вие, бидејќи нели, тоа дете дома едно е, му ја давате. Во градинка детето учи дека 10 деца треба пред него да си играат со играчката, односно да почека. Почекувањето во детската возраст е онаа една контрола на емоции, контрола на фрустрации. И всушност ова се гради во раниот развоен период. Меѓутоа, ако сме закасниле, тоа не е ништо страшно. Меѓутоа, во тој случај не смееме да го користиме алибито дека нели сме многу зафатени, дека е многу брзо време. Јас се согласувам дека е брзо време. Меѓутоа, нели, се во животот се сведува на приоритети, а родителството е доживотна функција и децата директно зависат од нас и мислам дека тоа е место каде што и како треба да се посветиме. А дали треба и родителот да умее да ја исконтролира собствената емоција, собствените емоции, за да може да го смири детето? Браво. Ова е најубавото нешто што го кажавте. Ова е нешто кое што е изванредно. И обично тука се случува проблемот. Родителот не може да се исконтролира. И он почиња да вика, сваќа дека викнал, сваќа дека сгрешил зашто викнал и дава нешто што е забрането. Тоа е тој циклус на попусливост. Тоа е тој момент. И знаете како родителите, родителството е вистина најсензитивна категорија и јас тоа пробувам суптилно на родителите да им го кажам дека нашата контрола на емоции значи контрола на емоции на нашето дете. Значи треба повеќе да работиме всушност на себе. Точно. Има ли докази дека нежното родителство навистина гради посамоуверени, посамостојни деца? Да? Да. И оној помалку бунтовни? Да. Заради тоа што оној реактивен систем кој што ви го објаснив, кој што е одговорен за емоции, контрола на емоции, кај децата кои што немале јасни правила и граници е нарушен. И се јавуваат низа на потешкоти развојно, низа на потешкоти од различни, да речам, психопатологии. А кај деца кои што имаат смирен нервен систем, кои што имаат квалитетен сон, кои што имаат предвидлив ден, кои што имаат предвидливи правила
и те како се докажани, и тоа овие студии се правени во многу земји. И сите се во прилог дека нежното родителство, односно родителството каде што се знаат правилата и границите, се почитуваат, детето не се користи систем на навреда, не се користи систем нели на висок тон, него систем каде што почитуваме сите и родителот почитува. Тие деца имаат прво многу подобри школски вештини, многу подобра емоционална регулација и знаете, тие работи развивани се нас гарант за квалитет во иднината. А од каде потекнува всушност овој концепт на нежно родителство? Од каде произлегува? Да, многу интересно е тоа што видени се баш оние работи кои што ви ги кажав на скинови на мозок и кај деца кои што се нели малтретирани, тепани, зоставувани, нели каде што казната е систем на вреднување, не наградата, дека има доста, да речам, реактивни фокуси во самиот ум кои што прават потешкоти на концентрација, на помнење, тие деца се хипервигилни, постојано како нешто да ги гони, како нешто да не може, како нешто внатре да работи во нив. И тие нормално да имаме пример некаква болка, ние сме помалку ефикасни. И апсолутно науката се посветила тука да види што се случува. И апсолутно видела тоа што е мозокот на дете кое што нема правила, нема граници, има дисфункционално семејство, односно дома се користи висок тон, се вика, се удира, нели се користат оние, да речам, негативни аспекти, тие деца имаат застој во нивниот развој. Натака имаат потешкоти во сите сфери. И она кое што ни го вели науката е сериозен процент. Нарушувањата во адултниот период, кои што се конектирани нели со психата, 75% од нив потекнуваат од детството. Што значи дека само 25% има шанси возрастниот човек актуелните случувања да го поместат. Да го поместат, така. Се друго е детството. Тоа е извънредно важно. Траумите се влечат од тој период. Така и, знаете, и кога тоа дете ќе се соочи утреден со нешто, со некаков стрес, наставничката ќе му пререче нешто, ќе викне, некој дете ќе го бутне, тоа дете не ја доживува само оваа случка. Ги доживува сите случаи кои што биле травматски за него. Буквално сите. И тој нервен систем е хиперреактивен, не е сталожен. А дете кое што е чувано како што во едни, да речам, мирни услови, во едно функционално семејство, во едни јасни правила и граници, тоа дете кога ќе му се случи некоја негативна емоција, тоа дете разбира дека негативната емоција е само таа и дека нели ќе се преброди. Не е поврзана со низа на други стресогени фактори кои што на него му потврдуваат чувството на безвредност. Бидејќи знаете како, ако им викате на децата, они не престануваат да ве сакаат вас, престануваат да се сакаат себе. И тоа мора да го знаат родителите. Нема дете кој што не си ги сака родителите. Престанува да се сака себе. Што е страшно. Зошто нежното родителство стана популарно баш во овој период, во ерата на анксиозни родители, кога има преголеми очекувања од нив? Мислам дека ако реално разговараме околу таа тема, не е дека нежното родителство е на некој начин причински последично врзано со нели анксиозните состојби. Него оној момент на погрешно нежно родителство прави анксиозни деца. Јас се согласувам дека како што сега има анксиозни, депресивни деца, со нарушување во однос на исхраната, со низа на, како да кажам, на соматофорни поплаки, на дисфункционалност, на пад на концентрација, на пад на школски способности не било никогаш. Меѓутоа, тоа не можам да кажам дека е нежното родителство виновно за тоа, туку системот каде што ние нежното родителство го поистоветуваме со попусливото родителство. Значи, погрешна перцепција и погрешен пристап во родителството, комплетно. Ќе ги вклучиме гледачите. Од овој момент, почитувани, емисијата е контактна. Имаме навистина една интересна тема. Зборуваме за современите стилови на воспитување, за современите родителски пристапи. Можете да се вклучите со ваши размислувања на оваа тема, со ваши искуства, но секако и со ваши прашања. Ние продолжуваме понатаму. Ќе проговориме и за хеликоптер родителството. Тоа е уште една страна на родителската љубов, па во кој момент грижата за детето станува претерана? Како тоа да го процениме? Сите сме грижливи родители, но каде е границата? Обрвме на вистина многу интересна тема и знаете како кога ќе видам адолесцент со некоја нели патологија и јас стоим велам на родителите. Нема голема разлика меѓу деца кои што се, да речам, занемарени и оние деца на кои што им било дадено се.
Минимална е разликата. И знаете како родителите велат, па јас се правев за моето дете, како може сега ова? Па баш дека се правевте. Не треба се да правите. Тоа е прво правило кое што го има модерниот родител. И една работа ние мора да сме реални. Ние гледаме на социјални мрежи се и се што. Сега ќе зборувам со примери, чисто за да може мајките подобро да ме разберат. Една мајка има, да речам, 2-годишно дете, пример. И тоа 2-годишно дете прави роденден. И сега, мајката гледа на социјалната мрежа, не конкретно на Инстаграм, гледа, скрола надоле, гледа. Овие направиле ваква торта, ставиле такви балони, имало такво засликање, аха. После тоа, детето го одделе ваму и ваму, аха, она не го однела. И почиња мајката да има грижа на совест. Почнува да ќе се прошета во парк, ќе види како други родители може да му дадат на детето 5 работи, на пример, што таа не може да ги даде. И тука родителот да, како да кажам, да се под наводници искупи за тоа што не може да даде се, почнува да се поистоветува со детето, почнува да просто како да го превзима детето, баш како хеликоптер над него. Тука е мама, ова ќе ти даде, ова ќе направи, сега ќе биде, не се секирај, јас ќе направам, не се мачи, мама ќе ти ги врзе потечињата, не се мачи, мама може тоа, не се секирај, мама ќе го направи тоа. И тоа се сведува на просто како ние да не му даваме развој на детето, просто како ние да сакаме тоа дете вечно да не биде бебе, вечно да не биде мало. И му браниме да порасне. И ние му браниме и оној момент кога ќе се соочи со една, да речам, реална средина на училиште, каде што нели не му ги врзуваат патичињата, не му ги сецкаат, не знам, саламките, не му даваат да низа на работи кои што ги бара, тоа дете не го сака школскиот систем. Не го сака, затоа што школскиот систем му ствара негативни емоции. Ама за тоа сме виновни ние. Тоа не е виновно детето, нема детето патологија. Ние сме направиле грешка во тој процес, сакајќи да бидеме, па ќе кажам, безпрекорни. И тоа не е со цел, јас знам дека тие родители тоа не го прават со цел за да погрешат, напротив, они прават со цел се да дадат и баш на алтруистички сета љубов што имаат ја даваат, меѓутоа на децата не им треба сета љубов. Им треба онаа љубов која што ќе ги направи нив функционални. Бидејќи знаете како децата се гости во нашиот живот. Треба убаво да ги угостиме и да ги пуштиме додатно. И ќе видите на Балканот дека се помалку децата се сепарираат од фамилиите заради тоа што ќе видите мајка и ќерка која што мајката има 20 на години, мајката нели можеби 50 и мајката зборува за ќерката, да ние си бевме, ние правиме, да ние можеме. Ние е симбиотички однос и тој е оправдан само додека детето е доенче. Кога ќе се зафатите дека велите вие за дете кој што има повеќе од 2-3 години, тогаш треба да се прашате дали можеби не се поистоветувате и не го правите детето да биде како една целина со вас. Така, повеќето родители сакаат да си ги заштитат своите деца, се јавуваат кај наставниците во име на детето, кај тренерите, кај нивните пријатели. Сето тоа може да наштети? Да. Заради тоа што знаете како, за да цените нешто, нели, за да и постои вредносен систем, треба да има некакви очекувања, треба да има некакви правила, треба нешто да правиме. Знаете како, ако ние, тргнате по себе, ако, например, завршите, пример, некои 5 задачи, и после тие 5 задачи ви дадат, не знам, ваучер за патување или за одење некаде, вие стварно ќе бидете мотивирани да ги направите 5 задачи. А ако вие секако ќе одите на патување некаде, зошто би ги правеле тие 5 задачи? Ќе седнете и ќе ги правите? Јас се прашувам кој би ги правил. Тоа го правиме на децата. Им даваме се без било што тие да направат. И они просто учат дека нели светот им следи и после кога ќе се јави некој што ќе им покаже дека светот баш и не им следи само на нив, тука се јавуваат оние први симптоми на дека детето нема капацитет да го поднесе. И тука всушност паѓа ефикасноста, функционалноста на детето. А како изгледа хеликоптер родителството во ерата на паметните телефони, кога во секој момент тие може да проверат со локатор каде се наоѓа? Во секој момент им е достапно со телефонски повик. И се но повеќето го прават тоа од страв. Ги знаат пасвордите, го потвараат телефонот. Сака да знаат каде детето во секој момент надвор. И од безбедности причини. И фактот дека денеска телефонот ние што го велиме стално црна кутија. Значи телефонот е се што ќе види родителот. И некогаш родителот гледајќи ги тие содржини, прави еден сериозен проблем кон себе си, а тоа е кога ќе прочита нешто што не му се допаѓа, се разочарува сопственото дете, почнува нели тоа да го манифестира, да го кажува и вербално, да
просто како да оној момент кога ќе видиме дека детето е различно од нас, ние се чувствуваме загрозени. И всушност хеликоптер родителството е тоа. Заради тоа што ако не е исто како нас, значи ние сме погрешиле, а ако ние сме погрешиле, ние сме се љути на самите себе. И стори кога сме се љутени на самите себе, ние му се љутиме на детето. Пошто ние сме едно, а не сме две. Ја тоа стално го велам на родителите. Децата не се наше продолжување, тие се нови битија. И пуштате ги да бидат нови. На тоа се должи еволуцијата, тие се нови, нека бидат нови. А како да им дозволиме на децата да паднат, за потоа да научат да станат? И буквално и метафорично. Буквално. Знаете како кога дете ќе падне, не вика да обично тоа го слушам во парк. Како бе падна, само ти паѓаш бе се сопна и го слушам тој вака ми чука срцето баш на некоја фреквенца и ме вознемирува, морам да бидам искрена. Во моментот кога дете ќе падне, во ред паднало детето, се случило, веќе штетата направена, детето паднало. Вие како да речам грижливи родители, го седнувате кај детето и му велите: падна, се случува. Треба да бидеме внимателни кога одиме. Стани со мене и ќе продолжиме да одиме каде што треба да одиме. Тоа е еден, да речем, рационален пристап кога детето паѓа. Тоа е она буквален, да речем, кога детето буквално паѓа. А кога детето емоционално, нели, она, да речем, метафорично паѓа, во тие ситуации ние треба да разговараме со детето и да му објасниме дека да, и тие емоции се природни, се сосема природни. Расположението е нешто што флуктуира, расположението е нешто кое што е и текако хормонски условено во нашето тело. И не секој ден се будиме исти. И знаете, има една фантастична порака што ја кажува на психијатар кој вели: детето што го бакнавте денес нема да биде истото кој што ќе го бакнете утре. Или детето од вчераш не е детето денес. Така. И секојдневно се случуваат промени кај нашето дете. И треба да ги прифаќаме. И треба да му објаснуваме на детето дека да, се случуваат промени. Природно да осцилира расположение. Природни се негативните емоции, бидејќи знаете како ние културолошки многу сме спремни да разговараме за убави работи, каде ќе патуваме, што ќе правиме, што ќе јадеме, што ќе пиеме, а кога станува збор за загуби, просто како да не знаеме како. И мислејќи дека дури ако ги зборуваме дека ќе ги повикаме. Или народски постите, ајде не збори на тоа да не се случи. И просто ние ги учиме децата дека на почеток на живот дека негативни емоции не постојат. Тоа особено го прават хеликоптер родителите, бидејќи они на све што ќе се случи, или ја ви кажав тоа со паркот, е на крајност. Другата крајност е каде што детето, мајката го држи постојано детето за да не падне. Тоа е хеликоптер родителство. Значи мајката не го пушта. Детето треба да падне, треба да научи дека постои гравитација на крајот од денот. Значи треба да падне детето, не е ништо трагично ако падне. Хеликоптер мајката го држи и не го пушта. Занемарувачкиот родител го вреѓа, му кажува нели само дека он паѓа, како можеше да паднеш, види слеп си, ваков си, таков си, и тоа го слушаме. И тоа го слушаме, и тоа за жал постои се уште, иако нели велиме дека модерните родители имаат само нежно родителство, а не се согласувам, се уште постои оној закоравен модел каде што децата се вреѓаат и се казнуваат. Ќе проговориме и за тоа, но претходно да ги вклучиме гледачите во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, го очекуваме првото прашање од гледач. Одлично ве слушаме во програма, повелете. Благодарам. Јас сум ваша гледачка и секогаш ве пратам преубави теми. Прво да поздравам за темите. Иначе сум баба. Така. Сум баба. И јас со моето дете правев грешки. Ја слушам докторката, поздрав и до нејзе, прекрасно објаснува. И јас мислам, детето ми растеше само со мене, се остави со сопругот и премногу заштитнички. И чудно е дека тој не ми бараше, јас се му возможував. Се. Мама дојди вамо, мама ќе ти купи ова. Се осеќа виновна дека бев поставена и дека он е само со мене и правев се за него, што на крај не е добар. Сега кога ќе го видам мојот син е прекрасен човек, но кога ќе ги видам неговите пропусти, тоа не се негови, мои се. Така. И вистина ги гледам моите пропусти, сега што збореше докторката, сега он има две дечиња, прекрасни, сопруга, прекрасно семејство, но некојаш знае да изреагира, јас тоа ич не го сакам. Јас не сум била, мислам да покажам, знае да го искара, односно ставаат, знаете како, ставаат што може, не може, тоа ми се допаѓа, но некојаш ќе го испратат ако многу плаче во соба
ќе го удари по пеленките од малец, ке со овие 4 другиот не носи, ама ќе му рече во соба, малиот по пеленка и ке го во соба. И сакам да прашам дали е тоа исправно или не. Не сакам моите деца да ја чувствуваат, не знам, да чувствуваат, не е тоа агресија, туку син ми нема повеќе толеранција, снаата има повеќе толеранција, како што збореше, ќе им објасни, тоа не е убаво, ова треба да го правиме, дај да си играме. Мојот син е малку потемпераментен, тој ќе рече не може, готово, крај. А јас тоа не го сакам, бидејќи јас сакам вистина моите деца, односно и внучиња, да ми израснат во едни здрави, психофизички луѓе. Така. Тоа е моето. Така. Мислам, такав мислење да ви споделам и докторката, браво. Вистина, браво, толку ми ја мислам, си се гледав себе си преку нејзините говорења и се надевам, и само да ви кажам, мислам дека многу родители не ја гледаат емисијата дека е во ова време. А оваа емисија треба да биде за родителите. Дали треба да направите некој поинаков термин, но емисијата има и на YouTube. За време на викендот има репризи, така што не гледаат. На едно место и вистина им треба поука. Видете, ние не се раѓаме да бидеме родители. Ние само љубовта не води да бидеме родители. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма, за сугестијата, за споделувањето на вашето искуство и секако за прашањето. Повелете, Камилија. Вака, најпрво сакам да поздравам гледачката и сакам да се заблагодарам за искреноста, бидејќи знаете како многу е ретко да родител прифати и признае пред себе дека да, пропустима. И тоа се изванредни капацитети, оваа гледачка, значи, тоа го направи јавно, го направи, нели, буквално го сподели со нас. И тоа навистина еден голем чекор и, нели, сега она грижа која што има таа, нели, дали внучињата, дали, нели, они ќе продолжат да функционираат или дали ќе имаат последици од ваквото родителство. Прво сакам да објаснам нешто психодинамски што се случува. Нејзиниот син растал, нели, мајката кажа, она сакајќи, нели, да компензира, бидејќи го чувала и се до тоа, она било многу нешто. И синот научил една работа. Он добро знае кога бил пубертет, кога му се случила првата, да речам, љубовна можеби врска, кога како травматично ги доживал тие негативни емоции. И овие деца учат една лекција. Аха, јас не смеам да бидам ист, јас не смеам да погрешам. И децата, интересно е во воспитниот систем, или се копија, значи реплика, или се корекција. И сега синот, пробувајќи да биде корекција, можеби зазема една малце поинаква, да речам, поинаков пристап, а тој нели каде што санкцијата постои. И нормално, а машките, прво, мажите се тестостеронски. Ја тоа стално го викам, тестостеронот не е хормон поврзан со емпатија. Така што жените многу често очекуваат дека мажите ќе реагираат на ист начин, дека ќе бидат, нели, емпатични, топли и сето тоа, меѓутоа мажите биле ловци во минатото и мажите како имаат сосема различен пристап и не треба да, нели, да им го замераме тоа. Меѓутоа, она кој што би ја советувала гледачката, доколку секако има можност да го разговара со нејзиниот син, е тоа да проба да имаат уедначеност родителите во воспитниот процес, бидејќи јас добро ја слушнав дека таа кажа дека сопругата не е сопругата е нежна, да, дека нели она објаснува, меѓутоа таткото го става во соба. И сега што се случува? Тоа е двојна порака во детскиот мозок. И она што учи? Ние викаме, нели, народот често вика децата многу се манипулатори. Не, ние ги учиме децата на манипулативни вештини. Он точно знае тоа детенце, точно знае што ќе добие од мама, а точно знае што е казна од тато. И ќе рече мајката, види се, од татко му не прави вака, пред мене прави вака. Да, заради тоа што таткото има еден систем на функционирање и на чување на дете, мајката има друг. Тие два вредности системи се разликуваат. И детето просто учи дека, аха, ова е тука вака, ова е тука така. И заради тоа стално им велам на родителите, колку што можете, дури да не се согласувате во моментот, нели, кога партнерот ќе каже нешто, премолчете. Кога ќе излезе детето, кажете му, ова што го направи е погрешно. Меѓутоа, пред детето да имаат јасен и исти став. Само така детето ќе може психофизички да напредува, зборам, нели, баш по книга, односно биде баш функционално дете кој што нема да има травматски искуства. Идентично, да, идентичен став кој што и дури оној момент кој што често го прават родителите, пред душите на детето почнува да се караат. И сега ќе ви кажам што се случува во детскиот мозок. Детскиот мозок, пример еве, детето бута вода, пример. Ќе бута водата. И сега мајката вика, добро се случува, ништо страшно, ќе бичеме. Како ништо страшно не, оди у соба, го затвара.
И се почињаат они меѓу себе се карат, значи тоа дека нели дете води во соба, трегов да не му се дереш, трегов да не ми се дереш, и се почна таа димон диалог, почна тука се карат, и детето оди во соба, и детето има само една порака. Да не бе волку смотан, да не ја бутна водата, они немаше се караат. Детето учи дека тоа е виновно. И тоа се случува во детскиот мозок. И заради тоа, топло ги советувам родителите, кога што може да имате помалку конфликти пред вашите деца, човечко е, сите грешиме, и јас без разлика што го зборувам, знам да сгрешам, меѓутоа, колку што може да ги минимизираме грешките, заради тоа што децата се наш продукт, нели, не се виновни тие што ние имаме различен став со сопругот. Така. Вела дека различните родителски стилови може да направат дури длабоки проблеми во бракот, и затоа е важно некако да успеат сите да се ускладат, иако не е секогаш едноставно. Ајде ќе слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте и го очекуваме вашето прашање или искуство. Фала ви, поздрав за емисијата, вистина секогаш ве следам и ви благодарам. Сакам да прашам докторката. Значи, до сега детето беше дома, сега е 6 години и тргна на училиште. Детево е премногу нежно, да речем, во смисла со другарчината. Значи, знај да се расплачи, знај да каже дека го задеваат. Јас му кажувам дека треба, јас не го учам детево да биде лошо, но треба некогаш да врати како што му прават, нели? Значи, се случува да го турнат. Кога ќе му кажам дека треба и тоа да постапи така, дома плачи и кажува дека тоа не сме да биде, дека тоа се лошите деца, дека едноставно тој не може така. Сакам да, не знам, некако да ми објасни докторка како треба да пристапите со детево. така. Да, како да постапам со детево, заради тоа што стварно е премногу во себе пред другарчината, не знае да игра, не знае едноставно да се одбрани. Не знам. Така. Ве разбравме вашата дилема, секојдневна е. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што би советувале? Да, благодарам за прашањето. Најпрво само да ве прашам дали добро разбрав. Детето до 6 години било дома, не било во градинка? Јас така разбрав. Дали се уште имаме гледачката на линија? Не, ја нема. Се исклучила. Да, мисля, че не бидејќи така кажа дека до 6 години било дома, да. И тоа е моментот кој што и претходно алудирав на него, зашто толку ги почитувам и толку ги сакам градинките, е заради тоа што они таму ги учат сите можни вештини. У смисла, некако ми земе, знам да турнам, ја ќе си го земам, јас ја сакам играчката, и обично тоа се случува. Ќе видите и кога децата се мала разлика меѓу себе, дури да не одат у градинка. Едното дете сака едната играчка, другото истата играчка сака, без разлика, нели домаш има 1500 играчки, таа ја сака, двете деца. И тука што се случува? Почнува да се бутаат и сето тоа, и обично родителот се меша, нели тука интервенира дека нели треба да му е даде ова пошто помало или ова пошто постаро и слично. И тука они учат емоционална регулација. Учат дека тој предмет, кога и да го сакаат они, може да биде тук. И сега, таа развојна фаза нас не е прескокната, бидејќи детето, нели, сме го воспитувале да биде културно. Јас знам дека гледачката најдобро намерно го правила тоа со цел, нели, да му даде се на своето дете, можеби многу работи кои што не да се субале на неја додека била млада. И тука се случува, да речам, тој момент каде што детето сега на оваа возраст развива нови вештини. Буквално вештини кои што требале да бидат освоени некаде до 5-та година. И сега оно ги усвојува сега на 6 на 7 години. И треба да бидеме толерантни. Не може да очекуваме промена преку ноќ. Тоа е најпрво нешто што сакам да го кажам на гледачката. Промени за да се случат, за детето нели се интегрира како што треба во училиштето, да дели, ќе му треба можеби година, можеби 2 години ќе му треба да се адаптира, нели тоа е еден подолг период, бидејќи нели она 6 години било само имало тоа што му треба, не развило вештини. И јас стално верувам тоа како еден пример со домашно милениче. Маче што го чувате дома, сигурно дека нема да бара и да лута по цела куќа да најде храна зашто добива. Маче кој што живее на улица ќе бара, ќе секаде, ќе мирисне од 3 километри каде има храна, заради тоа што му фали храна. И всушност истото со воспитувањето, ако ние се дадеме, детето нема да бара. И детето и така и не ги бара тие социјални доживувања, односно социјални вештини, заради тоа што било канализирано успешно со тоа кој што го чувал. Така што да бидеме толерантни, да му дозволуваме на детето и да не се обесхрабруваме кога детето е тажно, ако плаче, ако нели една да речам низана поплаќа од типот му боли стомачето, бидејќи децата во овој процес соматизираат. Па родителите ги носат по доктори, па проверуваат дали е стомачето, дали е главата и сето тоа, да бидат толерантни на некој нешто кое што ќе потрае, меѓутоа дека детето конечно во училиште ќе има прилика да научи емоционална регулација. Доктор, ќе да се учат ли децата да вратат?
Ако некој ги повреди, ги навреди, ги удри? Да, ова е многу трики прашање и у психијатријата постојат два ставови за ова и двата се диаметрално различни. Едниот е да, другиот е не. И у принцип децата треба да ги учиме први да не удираат. Први да не бидат груби. Тоа е нешто што ги учиме ние. А да ги учиме да вратат или да направат исто, јас повеќе го преферирам оној модел каде што дете не треба да го учиме да тепа. Тоа е моето. Меѓутоа пак ќе кажам, у психијатријата баш има две струи околу ова. Јас сум за настроја која што вели да го учиме детето да не удри прва, меѓутоа нормално кога тепа да се трне, да не биде нели да се јави на воспитувачот. И јас ќе бидам искрена, јас моето дете го учам во моментите кога нели ќе се случи такво нешто, дека треба да се повлече, дека треба да се трне на страна, дека доколку има возрасно лице, дали во градинка неговател, дали во парк сум јас тука, нели бидејќи они се доста мали, моето дете е 3,5 години големото. И на тој начин да нели сепак старатело да некој начин да ја контролира ситуацијата, нели да или да викне мајката на детето, да не мајката доди сега да го кара детето, него да најде нели мајката која што е да и воочи дека нејзиното дете тепа. И тоа би било најкултурен момент каде што нели би се и мајката би имала увид дека нејзиното дете тепа и сето тоа би било баш некоја да речам компромисна ситуација. Доктор, ке се случувало ли да треба да им објасните на родителите дека оддалечувањето од сопственото дете всушност може да представува најдлабок израз на љубов? Зборуваме за хеликоптер родители. Да. И морам да бидам кои што премногу ги заштитуваат своите дете и се обидуваат постојано да живеат со ниво безбедна средина. Да, и морам да бидам искрена дека моментално пишувам книга околу ова, дека пуштањето значи блискост. И баш ја наменив книгата за родителите да видат колку кога ги пуштаме нашите деца сме несебични. Бидејќи родителите имаат една слика дека ако јас не сум пожртвувана, ако јас не правам се, јас не сум добар родител. И тоа не е така. Но како да бидеме присутен родител? Нели велат многу е важно да бидеме присутен родител, полни со поддршка, а да не преминеме во презаштитнички родител, во хеликоптер. Да, извинете ме, да, извънредно е прашањето. Знаете како? Зошто велиме посветен родител? Бидејќи многу често се случува да родителите се дома. И они ќе кажат, дома сме, не одиме никаде, не одиме по кафани, не одиме никаде, не седиме, не одиме со пријатели на пат, тука сме, дома сме. И ќе го прашате, пример, таткото или мајката, добро, како изгледа вашиот ден? Па ние се враќаме дома, децата ги пуштаме, нели, прават што прават, ние домашни работи, нели, куќа треба да се среди, сето тоа се нели репликите од родителите. И вие ќе добиете еден податок, дека они немаат заедничко време. Дека они немаат заедничко време. Или има на друг одговор кој што се добива од родителите, да, се враќаме, тука сме, седам јас одма и давам со нејза почињам да учам, нели, доколку е школско дете, седам тука се правам. Тоа е хеликоптер родителството. Тие се да речам двете крајности. Доследен родител, присутен родител, што прави? Пример, доколку треба да се јаде, јадат, и после тоа му посочува на детето дека јас сум тука. И кога му зборува не е тоа на телефон, со едната рака, со другата со садови, со алишта, него тука, на детето, тука сме, 100% сме со детето. Тоа значи посветеност. Па дури 15 минути на ден. Науката вели 15 до 30 минути на ден посветено внимание, значи на баш насочено внимание кон нашето дете е сосема доволно за функционално дете. Така што јас знам дека модерното живење брзо, меѓутоа 15 минути до половина час има секој еден од нас. И во тие моменти му се баќаме на детето и му велиме, напиши тоа што треба, нели, она што наставникот му го кажал и сето тоа. Ако било какви потешкоти имаш, јас сум тука. Не да пристапиме одма дека треба да учиме со него, јас сум тука за тебе. Тука децата се чувствуваат сигурно. Значи тоа се овие да речам три варијанти кои што нели се најчести сценарија во нашите семејства. А што е со периодот на пубертетот? Каков пристап тука, заштитнички, помалку заштитнички да се има, пристап постојано до детето со локатор на мобилниот? Интересно е ова прашање, морам да бидам искрена дека баш има опширен одговор околу ова, дека нели не би можеле да го дефинираме со една-две реченици, меѓутоа адолесценцијата значи што значи во превод, во главата на детето. Јас сум различен, сега јас сум голем, сега веќе ништо не ми може. Тоа е паролата која што ја носат младите. Факт е тоа. Прашувани се многу адолесценти и најчестиот одговор кој што го даваат адолесцентите е тоа. Јас сум веќе голем, нели веќе можам се сам. И всушност адолесценцијата е тоа, борба за идентитет, борба за себе постоење.
И во тие моменти, ако ние сме многу со прашања, многу со насоки, со совети, адолесцентот се оддалечува од нас. Заради тоа што тоа му звучи како истата близина која што имал кога бил мал, а он сега е голем. И тоа е тој момент кој што ние мораме да внимаваме кога разговараме со адолесцент, дека треба да го важиме, нели, дека ти си сега поголем, можеш се сам. Јас сум тука, можеме да разговараме на низа теми, нели, не е сега, или например се случува една исто многу за жал варијанта во кај родителите, детето ќе се довери нешто, за жал се случува многу често, и родителот после во нека капка тоа му го префрла. И децата апсолутно губат доверба дека треба било што да ни кажат на нас. И заради тоа велам, адолесценцијата е баш пипава, баш треба да сме внимателни, е најсензитивниот период, па ќе кажам, се поистоветува со земјотрес. Значи, буквално со земјотрес. И секогаш кога ќе имаме на ум дека нашиот адолесцент го тресе земјотрес, треба да размислуваме дека во тие моменти не треба ние да градиме и да правиме, не знам, правила, граници, систематизација дома, промени, не знам какви, него треба да го издржиме земјотресот и тој ќе помине. И то после имаме полека на кој што адолесцентот сам ќе гради. Ние веќе сме завршиле со нашата градба. Значи треба да се издржи тој период. Треба да се издржи и треба родителот да разбере дека добар родител не е секогаш родител кој што е максимално пожртвуван. И она што родителите често го забораваат е тоа дека забораваат дека си имаат себе во ние хеликоптер родителства. И детето учи дека љубовта значи 100% да се дадам. И они после таа љубов ја бараат во партнерските врски и ќе видите, трансгенерацијски во семејства каде што постои оној ултра близок однос, дека после некој време тие деца немаат деца. Заради тоа што не се сепарира. За да дете може да влезе во брак, треба да биде сепарирано. Така и ова е убаво што го објаснивте. Моето последно прашање за денеска е: сметате ли дека родителите денеска се изложени на огромен притисок да бидат совршени родители? Фантастично прашање за крај. Да, модерното родителство значи совршеност и она што стално им го велам на родителите, совршенството е илузија. Не постои. Имајте реални очекувања. Реални очекувања. И пак ќе кажам, реални очекувања. Не очекувања на социјалните мрежи, не очекувања на соседите, не на оној кој што пријателите ни го кажуваат, него оние реални очекувања. Децата имаат фази, фазите се тука да бидеме со нив, секоја фаза бара различно нешто, можеби ние како родители треба да се доцираме околу која фаза, кои очекувања нели треба да ги има родителот, меѓутоа да не се оптеретуваат да бидат совршени. Сите грешиме. Родителството, она што го каже гледачката, не се раѓаме учени. Родителството е процес кој што се учи. Да, тоа е доживотен, причински последично од нас излегува човечки живот, меѓутоа од родителството се учи. И е категорија која што трпи промени. И ние треба да бидеме отворени за тоа. Така. Секој од нас греши, но има начин да се поправи. Така е. Ви благодарам многу за вашето денешно исцрпно појаснување на оваа интересна тема. Благодарам за поканата. Почитувани доктор Камелија Симеонова, детски психијатар во Аџибадем Систина, беше нашата денешна гостинка во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам што бевте заедно со нас. Имајте пријатен ден.